Почитувани гледачи, здраво и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Тука се моите пријателчиња од Супер Звезда да им мавнеме на сите кои што не гледаат. Тука се нашите мајки, тука се нашите татковци, братчиња, сестричиња, баби, дедовци. Многу бакнежи за сите кои денеска се наоѓаат пред малите екрани. Дојдени специјално на овој свечен настан, почитувани гледачи, денеска се селиме во игротеката Be Happy. Ова е нашето место, местото каде што вежбаме, каде што ги учиме кореографиите и нашите песнички кои што понатаму ги пееме на фестивалот Супер Звезда. Денеска дојдовме овде по повод еден специјален настан. Дојдовме да го промовираме нашето ново DVD издание, а тоа е DVD-то кое се вика Супер Звезда 2011. Го имате ли сите вие во рачињата? Ајде да им го покажеме на нашите гледачи да може да го видат, да може да им мафнеме. А воедно, уште во оваа најава, сакам да се заблагодарам до нашите спонзори, а тоа се сокчињата Вива. Каде ви се сокчињата, да мафнеме и со нив. Еве да им пратиме бакнежи на нашите спонзори од Вива Сокови, а тука си нашите пријатели од Свистлион, заедно со нивниот нов производ Чоко Бум. Јас ви ветувам многу интересна емисија, затоа останете со нас во следните 60 на минути. Ќе имаме можност да поразговараме малку околу тоа како се направи DVD изданието Супер Звезда 2011, колку многу труд и колку многу љубов се вложени во истото кое од сега понатаму можете и вие да го имате, бидејќи распространето во сите музички продавници широм Македонија. Почитувани гледачи, останете со нас, а ние правиме мала и кратка пауза. Почитувани гледачи, јас директно влетав овдека, додека малата група ги држеше своите часови, направивме мал прекин, да ги прашам дечињата, дечки, како сте? Што правите, добри ли сте? Да. Малце чекајме, збунето ми делувате или не? Збунети сте или не? Не. Не може денеска никој да не збуни, драги гледачи. Подготвени сме и спремени денеска да направиме фантастична промоција на новото DVD издание Супер Звезда 2011. Впрочем, во оваа емисија ќе разговараме за тоа, како што ви кажав, колку многу љубов и колку многу труд е вложено за да успееме да го направиме од тоа музичко издание да изгледа токму онака како што изгледа. Еве ги дел од дечињата кои што учествуваа во тоа издание. До мене се наоѓа Мила, на пример. Мила, здраво. Добре ни дојде во ова специјално издание денеска вака што го снимаме. Како си ти? Добра. И беше на Супер Звезда 2011 фестивалот, така ли беше? Да. Но не беше сама, со тебе имаше еден фантастичен шизик исто така, нели? Да. Тој се вика како? Дарија. И се наоѓа каде? Го молам да крене рака. Дарио, здраво. Добар ли си, бе, злато? Што правиш, како си? Добар. Кажи ми, ти сам дојде или со девојката? Со мама. Со мама, а женски ве ги остави да чекаат надвор, така? Не. Малку јас се шегувам. Кажи ми, дали си ти добар? Како си помина на Супер Звезда 2011, додека траеше фестивалот? Имаше ли трема кога излезе ти да пееш? Дали, Мило, имаше трема ти кога излезе да пееш? Не. Убаво ли е да се пее на детски фестивал? Да. Како се викаше вашата песна? Диско сакам. Диско сакам. И која е поред тука песната? Ја најдовме ли на DVD-то? Ја видовте ли позади која се наоѓа поред? 32. На 42, еве, почитувани гледачи, може да го видите, значи DVD изданието Супер Звезда 2011, на кое верувале или не, има дури 45 детски песнички. Супер Звезда е позната по тоа што е најголем детски фестивал во Република Македонија и пошироко во регионот. Со самото тоа што е, може да видите дека имаме 45 изданија на овој фестивал, малку повеќе на претходниот и многу повеќе и на тој претходниот. Значи можеме да кажеме и дека се гордееме со бројот на песни кои Супер Звезда секоја година ги прави за овие прекрасни дечиња. Така да и во иднина ќе продолжиме со исто темпо да работиме. Некои фестивали им требаат 3-4 години да прават песни за да направат толку оно колку што Супер Звезда ги прави во една година. Ајде сега да ги прашам другите дечки што се овде околу мене. Дечки, дали ви се допаѓаат песните од Супер Звезда? Да. Како сте задоволни? Убаво. Имате ли некоја песна која на вас посебно ви се допаѓа? Која е твоја омилена песничка, Злата? Супер Звезда. Супер Звезда, браво, и мене ми омилена, да ти кажам, секој ден ја пееме дома со мојата керкичка. А вас, која ви е срциња омилена песна? Тебе, Злато? Мене ми е омилена песната Роденте. Леле, колку убаво! Супер, прекрасна песничка. А оваа женска да видам што ќе ми каже, Злато, кој е твоето име? Ена. Ена, би што си убава ти голема. Ена, која е твојата омилена песничка?
Мамичка, малечка принцеза. О, малечка принцеза, браво. Уште две девојки кои сакам да ги прашам. А вие женски, која е вашата омилена песничка? Ти, Злато? Која песничка е твоја? Супер звезда. И ти ја сакаш Супер звезда, ти, Злато? Супер звезда. Леле, колку имаме овдека деца што сакаат Супер звезда. Браво, да бидете живи и здрави. Таа песничка е напишана многу одамна со многу љубов за сите овие дечиња. Повели, Злато, која е твојата омилена песничка? Роден ден. И ти ја сакаш Роден ден. Браво, сколку убаво. Ајде да видам, имаме ли овде хористи? Кој пее во хорот на Супер звезда? Имаме хористи, а кој е овдека танчер да видам? Имаме ли танчери тука? Браво. Убаво ли е да се игра на сцена? Да. Имате ли страх? Имате ли трема додека сте на сцена? Не. Не? Дали се чувствувате најубаво на свет? Да. Ќе играме на следниот фестивал повторно заедно? Да. Имаме дечиња кои што играле до сега во Супер звезда, имаме дечиња кои што се прв пат овдека, ја сакам да ги поздравам сите оние кои што се нови членови во Супер звезда и кои што на новото фестивалче Супер звезда 2012 ќе имаат прв пат можност да настапат. А сега овдека, почитувани гледачи, може ексклузивно да видите, значи, што се случува во игротеката Be Happy и како се одвиваат часовите. Во моментов дечињата имаат кратка пауза, одмара, но малку подоцна ќе може да ги видите како течат подготовките и да видите како се одвива наставата овдека, односно какви работи се прават за дечињата да бидат добро подготвени и психички и физички, воедно и да ги научат песничките за да можат да настапат и без трема и без страх. Продолжуваме понатаму, ќе направиме кратка пауза, јас ќе се вратам повторно во разговор со останата група на дечиња од Супер звезда, кои сакам да ги поканам денеска да бидат специјални гости во ова специјално издание. Дечки, продолжуваме нашата промоција на новото DVD Супер звезда 2011. Решивме оваа година да ја направиме токму вака. Со многу љубов ги поканивме дечињата од Супер звезда, оние кои што учествуваа во правење на новото DVD и оние кои што се нови членови во Супер звезда, сите заедно сега се наоѓаме во игротеката Be Happy, каде што малку ќе поразговараме околу песничките. Прво сакам да ја прашам, дечки, добри ли сте? Дали денеска дојдовте како и сите специјални подароци од нашите спонзори, од Вива Сокчиња и Чоко Бум од Свистион, каде ви се подароците да видам? Да. Значи имаме грицки за јадење, имаме сокчиња за пиење и сите сме весели и срекни, така ли? Ајде малку да поразговараме. Ме интересира кој од вас учествуваше во Супер звезда 2011? Кој од вас беше на сцена? Вања, беше и ти меѓу другите дечиња кои што игра и кои што пеа, така? Имаше една прекрасна песничка која што се викаше како? Сини делфини. Сини делфини. Ти си многу малечка, мора да кажеме колку годинки имаш. 5. Ти си еден од најмалите изведувачи од Супер звезда и ни доаѓаш од кој град? Куманово. Од Куманово, браво. Ете, Супер звезда, почитувани гледачи, за сите оние кои што не знаат, има дечиња кои што ни доаѓаат од повеќе градови широко Македонија. Тука се и нашите пријателчиња кои што ни доаѓаат од Свети Николе, од Тетово, од дури имаме, значи, дечиња од Струмица, ни доаѓаат, еве како што кажа Вања, од Куманово и од многу други градови. Значи, Супер звезда секоја сабота ги обединува дечињата овдека на ова едно место кое што е место каде што вежбаме, каде што ги учиме нашите песнички, местото каде што се дружиме и ги славиме нашите родендини, а тоа е игротеката Be Happy. Кажете ми, дечиња, како ви поминуваат часовите овдека? Дали ви се допаѓа начинот на кој што вашите наставнички одбиваат наставата сега? Да, дали се добри вашите наставнички? Да. Еве, Ивона, кажи ми, например, нешто повеќе за твојата наставничка. Која е твоја наставничка и што правите со неа на часови? Мојата наставничка е Кате и секоја сабота пееме со неј и заиграме. Какви песни ви учи Кате? Народни, забавни, што учите? Забавни песни и ги повторуваме песните од фестивалот. Сега, например, во последно време, кои песнички ги научите? Ги учевме песните од Владко Стефановски и ги повторувавме песните од фестивалот.
Прекрасно. Јас се надевам дека Владко Стефановски ќе му патиме на покана, дека тој ќе прифати и наскоро ќе биде и специјален гостин во Супер Звезда, каде што вечината ќе имаат можност да седат заедно со него, да играат и да пеат, да ги пееме неговите легендарни песни. Вие знаете ли некоја песна од него? Од каде ја научивте азбуката? Ја пеевте ли А, Б, В, Г, Д, Г, Ж? Да, тоа е тој батко и јас го поканувам да ни дојде во Супер Звезда. Но сепак ајде да се навратиме сепак за ова што пред малку разговаравме. Како си поминавте на фестивалот Супер Звезда? Добро. Ти пееше Злато таму или играш или сега си прв пат во играше, значи во танчерите на танчерка, како е името Злато? Тентова Лора. Леле, колку прекрасно име, Злато, да сме жива и здрава. Кажи ми, твојата наставничка како се вика? Ивана. И дали е добра твојата наставничка? Да. Да, што правите ноќе? Па пееме, си играме. Вежбате кореографии на новите песнички? Да. Забавно ли е да се биде дел од Супер Звезда? Да. Дали мислите вие дека Супер Звезда има добри детски песни? Да. За разлика од другите детски фестивали, кои се подобри? Са вие на Супер Звезда или на други фестивали? Супер Звезда. Сигурни сте? Да. Имате ли омилена песничка вака некоја што многу ви се допаѓа и дома си ја пеете, си ја играте и посебно си ја сакате? Да? Која песна, например, еве Злато, повели ти да ми кажеш која е твоја омилена? Македонско девојче. Македонско девојче, македонско фраерче. Леле, таа е една од моите најомилени. Браво, супер. А Злато, која е твоја омилена песничка од Супер? Шарени мастики. Шорени мастики, да, тоа е една песничка од пред неколку години, која што ја имавме во Супер Звезда, прекрасната Антонија, можеби ќе ја видиме малку подоцна, ако дојде во големата група. Ќе ја покажеме пред камерите, ќе поразговараме малку со неа. Инаку, што сакате вие сега да пееме на следниот фестивал? Имате ли идеја за некој текст, за некоја музика, за нешто, за што би сакале да пееме? Има ли некој што ќе пее повторно на следниот фестивал? Ја да видам кој се пријавува овде за пеачиште. Нека крена рака. Еве едно пеачиште, уште едно пеачиште, уште едно пеачиште, пеачиште. Леле, колку пеачишта. За што ќе пееме? За убави ли работи? Да. За нешто за весело, почитувани гледачи, за така, за сонце, за деца, за љубов, за радост, за среќа, нели? Тоа се работите кои што Супер Звезда интересираат и тоа се работите кои Супер Звезда како порака сака да ги пренесе понатаму. Јас ќе направам кратка пауза сега овде, на сите ќе ви заблагодарам што дојдовте денеска. Дали сите добивте DVD? Да бидете живи и здрави, долго време да си го чувате. Се надевам дека ќе ве потсеќа на едни од најубавите моменти во вашето детство. Моментите кога сте биле малечки, кога сте биле многу безгрижни. Тоа е нешто што само сега ќе го имате и никогаш повеќе. Кога ќе пораснете, ќе дојдат многу работи кои треба да се научат, ќе дојдат многу работи кои треба да се одработат. А она што Супер Звезда сака да им го подари на децата, како траен и вечен спомен, е токму ова DVD со нивната безгрижност, почитувани гледачи, која знаете вие самите, кои што сте малку повозрасни, дека никогаш повеќе во животот нема да имате. Ви благодарам што бевте дел од ова денешно наше дружење. Има и други дечиња со кои сакам да поразговарам, а на вас да ви направам едно да пукне и да ви се заблагодарам, да ви кажам фала, да бидете живи и здрави, да ви кажам дека сите многу ве сакам и од се срце ве очекувам повторно да се дружиме на новото издание Супер Звезда 2011, кое, почитувани гледачи, ќе биде во втората половина на месец април 2012 година. Имаме добри 5 месеци до тогаш, а ние сега правиме кратка пауза, драги гледачи. Почитувани гледачи, оние кои што подоцна се вклучија, имам чест и задоволство да ги информирам дека оваа емисија Супер Звезда ја прави по повод промоција на новото DVD издание Супер Звезда 2011. Овде до мене се наоѓаат голем број на учесници кои учествуваа, ова се дечињата од средната и големата група во Супер Звезда, дечиња кои што 1, 2, 3 или повеќе години ја посетуваат наставата во Супер Звезда и учествуваат во нашиот проект. Сакам дечиња прво да ви кажам добре дојдовте и од срце да ви се заблагодарам што сте дел од Супер Звезда. Дали сте добри? Меѓу вас овдека се наоѓа и еден од најмладите членови во Супер Звезда, а тоа е Леона Мјалковска, мојата киркичка. Леонче, како си, злато? Добро. Дали уживаш ти одека во Big Happy? Колку сакаш да дојдеш тука, злато? Многу. Да. Кажи ми сега, како си помина ти на фестивалот Супер Звезда?
Убаво. Ти втора година поред пееш, првата годинка беше толку многу малечка, јас те држев во рака, но втората година што се догори? Дека сама ќе пеам. Дека сама ќе пееш и дека тато нема да те држи во раце. Ајде сега за сите оние дечиња кои што не знаат, кажи ми, има ли убави песни во Супер Звезда? Да, има ли некоја песна што тебе посебно ти се допаѓа? Македонско девојче. Македонско девојче, друга песна која што ти се допаѓа? Лалиса. Од Лариса песната, друга за ролерките? За ролерки возиме. Ролерки возиме и многу други почитувани гледачи. Ние тоа дека се подготвуваше DVD-то Супер Звезда, дома го носевме на тестирање, така да Леона сите песни ги знае на памет. Леонче, како играш ти на песните од Супер Звезда? Вака и скокам. Ајде покажи како треба да се игра на песните од Супер Звезда, рацете горе и скокаме сите заедно. Браво, еден аплауз за малата и прекрасна Леона Мијалковска, која што следнава година очекуваме дека можеби и сама ќе настапи. А ајде сега да поразговараме со дел од дечињата кои учествува и кои пеја во Супер Звезда. Антонија Матиш Лазаревска, прв мој гостин. Антонија, како си, добре ли си? Да. Со тебе мора први да разговараме, бидејќи тебе те очекува еден специјален настап по пијано, така? Да. Одиш каде во училиштето, каде што учиш пијано и таму те чекаат твоите наставници, професори и еден голем број на луѓе заинтересирани кои како публика ќе доаѓаат да те гледаат, така? Да. Ајде да зборуваме малце за Супер Звезда. Колку години поред пееше ти на Супер Звезда? Јас до сега имам 5 песни. 5 песни. Сега пред малку кога разговарав со дечињата од малата група, некои од нив спомнаа дека Шарени мастики им е една од песните кои најмногу им се допаѓаат. Има ли песна некоја од тие 5 која тебе посебно ти се допаѓа? Мене сите ми се допаѓаат. Сите ти се мили и драги. Да. Што мислиш за Супер Звезда? Како фестивал? Мислам дека е најубав фестивал. Да си ми жива и здрава. На следната година дали ќе пееме повторно? Да. Да си ми жива и здрава. Јас ти благодарам што ми беше специјална гостинка денес во Супер Звезда да им пратиме бакнеши на сите кои што те гледаат. Ова е Антонија Матиш Лазаревска, фала ти злато, да си жива и здрава. Побрзај да не те чекаат родителите, мама и тато. Одиме значи на фестивал, да имаш прекрасен настап, ти посакувам и да се видиме следниот пат пак зарно и зубаво. Договорено? Фала ти злато. Чао. А сега продолжуваме во разговор. Марина Јанева, Маринче, како си бе? Добре дојде злато. Што правиш? Марина Јанева е позната по тоа што имаше една прекрасна песна пред 5 години, ја пееше со еден дечко што се викаше Филип, така? Да. Како се викаше вашата песна? Најверни другари. Најверни другари. Драги гледачи, дали сте свесни вие каков настап имаа тие кога излегоа на златна пубамара на популарноста? Ти текнува ли кога цела сала стана и почна да аплаудира? Да. Тоа беше една од годините кога Супер Звезда доби награда за најгледана детска емисија и најпопуларен детски фестивал. Така мислам нешто дека беше. Кажи ми, следна година ќе пееме ли пак? Да. Ти, иако имаш 12 години, не се откажуваш од Супер Звезда, така? Некако така мене ми изгледа работа, ти посакувам уште долго да пееш и уште долго да се дружиме со тебе. А оваа женска овдека се вика? Анастасија. Анастасија, здраво и добре дојде. Анастасија, како си бе ти? Добра. Ти во Супер Звезда оваа година изминатата настапуваше по прв пат, така? Да. Беше ли тешко, имаше ли трема? Не. Твојата песна е песна Роден ден, така? Да. И кажи ми, значи џумбус правиме, пееме во песничката, пред се пееме за прекрасниот роден ден, за твојот роден ден пееме. Во текстот се споменува на едно место торти и колачиња, сама направи. Дали е точно дека ти сама правиш торти и колачиња или мама ги направи? Мама ги направи. Добро, но во песничките понекогаш мора да подлождеме, така? Да. Но сепак вежбаш ли ти, сакаш ли дома да ја помагаш на мама кога е во кујна? Да. Многу ми е драго што си денеска дел и гостин од ова наше специјално дружење. Фала ти што си тука. Јас сакам на сите дечиња да им посветат подеднакво време. Ајде да видиме, до мене се наоѓа оваа женска што се вика Теа. Така ли? Да. Теа шо прежбе, колку години наполни ти Теа? 11. 11 години, значи, а види машала колку си висока. Браво, на колку си колку висока? Бе? На мама, а? Да. На мама да не игра кошарка. Не. Малку само да се нашегувам, да ја поздравиме мама, да им мафнеме, да ја пратиме безброј бакнежи. Мама е многу вредна. Секоја сабота редовно доаѓате заедно со неа овдека во Be Happy, додека ти си на часови, таа те чека надвор. Како си поминуваш ти во Супер Звезда, ме интересира? Супер. Минатата година ти настапи по втор пат, така ли беше? Ој ми е супер. Ова е втор пат, така, и кажи ми, следнава година ќе пееме ли повторно? Да. Да, имаш ли идеја од прилика за што би сакала да пееш? Не. Ќе размислиме, април месец е уште далеку, почитувани гледачи, така да што и да е, мора да е нешто убаво договорено. На убави деца само убави работи им стојат. Ти благодарам што си дел и ти од Супер Звезда, а сега да ја видиме оваа женска што се вика. Изабела. Кај си бе Изабела? Ти си една од членовите на хорот во Супер Звезда.
Кажи ми како е да се биде во хорчето на Супер Звезда? Убаво. Дали се дружите со дечињата во Супер Звезда? Да. Што правите? Учите песнички во текот на годината? Учиме, играме кореографии. Играте кореографии. Дали се добри вашите наставници кои се тука? Да. Со наставничките поточно, дали уживате? Да. Многу ми е драго да им пратиме бакнежи на сите кои што те гледаат сега во моментов и да поразговараме со Вики. Вики, како си бе ти, добра ли си? Да. Вики пееше една прекрасна песна оваа година што се вика Природа за нас. многу убава еколошка песна. Јас вистински многу сакам природа и секогаш кога имам време, одам некаде да шетам. Како ти дојде идејата да се направи една таква песна, да имаме чист воздух, сите да дишиме, да го чуваме зеленилото, да ги чуваме парковите, планините, све. Кому му дојде таа идеја за песна? На Христијан Габровски. Значи, Кристијан Габровски, еден од композиторите во Супер Звезда, беше тој кој што ти ја даде таа идеја за правење песна. Прекрасна идеја, почитувани гледачи. Сакам да го поздравам Кристијан Габровски и останатите композитори, меѓу кои Калиопи Букле, со кој што долги години поред соработуваме, Оливер Димитров, исто така. Тука е Јован Јованов заедно со Елвир Мекич, кои што прават песнички исто во Супер Звезда. Тука е фантастичниот Кристијан Габровски, пред малку кој што го кажавме, или пак на пример легендарниот Александар Масевски, тука е Огнен Неделковски, меѓу другите мојот татко Драган Нелковски, а песнички правам, значи, и јас од време на време за оние дечиња кои што сакаат токму јас да бидам нивниот композитор. Се надам дека оние композитори кои не ги спомнав во моментот нема да ми се налутат, бидејќи на вистина списокот на композитори кои пишуваат песнички во Супер Звезда е многу долг. Но сакам да напоменам дека со нивна помош, со помош на врвните продуценти и композитори во Република Македонија, Супер Звезда успеа да прерасне во еден од најубавите и најголемите детски фестивали не само во Македонија, туку на Балканот, а можеби и поширок. Ајде да се вратиме сега во разговор. Со кого не поразговаравме, да? Со кого не, со оваа женска овдека, што се вика? Ева. Ева, здраво да пукне. Ева, ти исто така оваа година пееше една многу убава песна која што се викаше? Пролет, лето, есен, зима. Од каде дојде таа идеја за правење на една ваква прекрасна песничка? Јас сакам годишни времиња, едно време мислев дека сакам нонстоп да е лето, но откако се сретнав се дечко кој живее во Африка и кој ми кажа дека им е многу досадно бидејќи немаат снег, јас се размислив и на вистина било убаво да имаме 4 годишни времиња и тоа е тоа у кое што јас уживам. Ти уживаш ли, кое е твоето омилено годишно време? Моето омилено годишно време е летото. Шо убаво. И мое беше омилено, само сака вечно да трае, ама таму каде што вечно трае летото имаат лавови, тигри, пајаците наместо толкацки растат волкави и има некои змивчиња наместо толкави огромни и затоа не би било убаво да е нонстоп лето. Кажи ми следна песна за што ќе пееме? Се уште не сум одлучила, но се надевам дека ќе одлучам. Да си жива и здрава, имаме многу време, аз како што кажав до април, ајде да видам со кого не поразговаравме, ајде да поразговараме со оваа прекрасна девојка, која што се вика, повели Злата? Сара. Сара, ела да те видат гледачите, Сара, застани овдека. Ти, Сара, си дел од детското хорче. Да. Оваа година ти си нов член во Супер Звезда, така? Да. Осака и ти се оствари твојата желба, сега дојде во Супер Звезда. Се подготвуваме ли да излеземе на сцена заедно со другите дечиња од Супер Звезда? Ајде бакнеш да им пратиме на сите кои што те гледаат сега, да ти заблагодарам што си дел од Супер Звезда и да се продолжиме во разговора. Тука е оваа згодна девојка, која што е прекрасно облечена, морам само да покажам, погледнете, почитувани гледачи, каков прекрасен моден детал. Твоето име е? Ана. Ана, здраво. Добре ни дојде Супер Звезда. Ана, кој те облече бе волку убаво? Мајка ми. А Лалдија на мајка ти, кажи ми ти како се чувствуваш во Супер Звезда. Супер. Ти оваа година пееше една прекрасна песна и тоа беше песната Маскен. Маскенбал. Од каде дојде таква идеја за таква песна? И па со другарка ми Сара мислевме и текна за Маскенбал и сакавме да пееме за Маскенбал. Ова беше вашиот прв настап на Супер Звезда, така ли? Да. Супер. Каде е другарката? Не ја гледам денеска овде. Таму. Се наоѓа во другата група, со неја ќе разговарам малку подоцна. Ќе пееме ли повторно оваа година? Да. Зашто ќе биде песната? Па не знам, не сум одлучила уште. Се надевам дека ќе биде хит исто така како што беше голем хит песната Маскенбал. Фала ти многу. За среќа, почитувани гледачи, имаме премногу дечиња кои што се членови во Супер Звезда. Не се дојдени сите сега тука, но оние кои што се дојдени ќе бидат специјални мои гости. Јас сакам да одвојам доволно време за сите да може да ги представиме, така да малку по малку еве имаме време да поразговараме со останатите. Тука до мене се наоѓа Теона која ми е претучетка. Што прече Теона, добре ли си? Добре. Трета година злато поред како што доаѓаш во Супер Звезда и дали ти е интересно тука? Да. Ќе пееме ли оваа година конечно? Да. Ја и тато разговараме 2-3 години поред, така да еве апел за тато, оваа година конечно се договориме да направиме една песна и за тебе. Договорено? Договорено. Да си ми жива.
жива и здрава, пакнежи за сите што те гледаат. Ете, злато. А оваа женска овдека се вика? Илма. Како? Илма. Илма, здраво, добре ни дојде. Илма, како си бе, добра си? Да. Имаш прекрасно капче, многу си модерна, многу си убаво облечена. Ти во Супер звезда оваа година прв пат ни дојде. Да, денеска ми е втора недела. Втора недела. Како ти се допаѓа во Супер звезда? Супер. Што правите одека со дечињата? Минатиот час каде ти се запиша, во хорист или во танчери? Во танчери. Интересно ли е да се игра, да се танцува во Супер звезда? Да. Како дознати за Супер звезда? Кој ти кажа, каде не вида? Од кога е твоја желба да бидеш дел од Супер звезда? Па желбата на мајка ми, а да видов на телевизија. Ајде да видиме сега, мама, дали била во право или не била, ти ќе ми кажеш, откако ќе се подружиме 3-4 пати, дали ти се допаѓа овде, договорено? Да. Фала ти што си дел од Супер звезда, се гледаме наскоро, а пред мене се наоѓа едно девојче, Ана, преправи се дека си мирна, заврти се, еве, најмирното девојче, драги гледачи, Ана Крцковска, насмеј се бе? Насмеј се, како си, Ана? Добро. Морам да те пофалам дека си ти најмирна девојка во Супер звезда пред камера, ама кога камерата не снима, шо пред џумбус? Мирна ли си по дома? Па да. Ако малку се ја ти издадов, ама ние така сме овдека во Супер звезда, некојаш и кажуваме како што се работите. Ана Крцковска, почитувани гледачи, е пејачиште. Оваа година во Супер звезда, Ана пееше една специјална песна, која што се вика како, Ана? Јас и ти. Јас и ти пеевме за малото Мач. маче, кој го најдовме надвор, живо, смрзнато пред врата, така? Да. Тоа е вистинска приказна на во песната која што ја пеевме или ја измислив? Измисли. Измислена приказна. Следнава година ќе пееме или пак? Да. А колку години имаш, ти кажи гледачите, не знам. 6. 6 и оправдува, значи, драги гледачи, зашто сме ние толку мирни, така ли е? Да. Само пред камера, кога снима камера. А сега кого би сакала да поздравиш? Мама. Ајде пак, кажи брзо за мама, тато, за сите кои што не гледаат, почитувани гледачи, тоа е малата и прекрасна Ана Крцковска. Ја се враќам овде во разговор со Лариса Велева. Лариса, здраво, како си, шо правиш? Оваа година имавме многу интересна песна, крстена по тебе самата. Ја пишувавме, значи, токму за тебе. Јас може се пофалам дека бев композиторот на песната, специјално јас и ти се договаравме како да биде, што да биде. И песната ја крстивме токму да се вика Принцезата Лариса Велева. Задоволна ли си ти од песната? Да. Како ја прифатија на училиште, твоите родители и другарчињата? Супер. Им се допаѓа тебе, дали ти се допадна таа песна? Да, многу ми се За допаѓа. оваа следнава година ќе пееме ли повторно на Супер звезда? Да, во дует со брат ми. О, браво, па пејачиш ќе имам уште едно Леон. Повели овде када те видам Леон, брзо вамо Леон, еве го братот на Лариса кој што се вика Леон. Леон, како си бе, ти добар ли си? Да. Ајде за сите кои што не знаат да те представиме, ти си бил еднаш два пати вака во Супер звезда, но не многу пред камера. Кажи ми колку годинки имаш? 4 годинки, драги гледачи, гледате, Леон е еден од најмалечките членови на Супер звезда. Ќе пееме ли Леон оваа година? Да. Зашо би била песната? Ти размислуваше ли дома? За доктор. Ој, за доктор, браво, бе, мажиште едно невидено. Браво, се договоривте, стварно ќе биде докторска нета песна? Со слушалки, со Фармацевт и ветеринар. Ау, за фармацевт и ветеринар. Кој е се ветеринарот, кој е фармацевтот? Ќе откриеме во песната. Да. Тамо некаде 20 и од прилика 21-22 април, почитувани гледачи, во универзална сала на новото издание на Супер звезда 2012, договорено. Ве чекам тамо, поздрав. А оваа женска се вика Гала. Гала, добре ни дојава Супер звезда, леле што си дотерана. Абе, кој те облече вако убаво? Мамо. Многу ми е кеј вака да имаме можност да се поразговараме. Минатава година твојата песна се викаше како? Манекенки. Манекенки. Ти сакаш ли да бидеш манекенка? Да. Од каде дојде идејата за песната? Тебе ли ти падна на памет нешто такво или на мама или на кого беше, на Лија? Каде е Лија, другарка ти со која што пеевте? Лија тука ли е некаде? Не. Не, денеска не дојде, но сепак тебе ќе ти дадеме да и го однесеш DVD-то, кое што она за спомен ќе може дома да си го чува и да го гледа од време на време, да се сеќава на времето кога била малечка и безгрижна и кога била дел од Супер звезда. А сега да те прашам, ќе пееме ли следнава година? Не. Не, сега правиме мала пауза, договорено? Да. Правиме мала пауза, а еве една специјална женска ни дојде Леона. Леона, како си поминуваш ти тука во Бихеби? Убаво. Ама со бебен сум. Со бебе си? О, да, ба, Леона била со бебе, додека трае промоцијата на нашето DVD издание. Дечињата играат во позадина. Играш ли ти, Леона? Ќе играм сега. Одиме да играме, значи да. Леона побрза да игра, а да ја видам сега оваа женска овдека што се вика како? Магда. Магде, бе, како си бе, Магде, дали си добра? Да. Магде исто така е пејачиште, драги гледачи. Она е пејачка во Супер звезда, минатата година ни пееше песна за Балерини фини. за балерини фини. И бива ли да биде човек балерина фина? Да. А, браво, бе, Магде. Магде,
пред камера од време на време имаш трема. Сега имаш малку трема, така? Немаш? Добро, многу ми е драго. Ке пееме ли следнава година повторно? Да. Ајде, ке учиме, ке работиме напорно, ке се опуштиме, ке совладаме тремата и во април месец излегуваме на сцена, договорено? Да. Фала ти да си ми жива и здрава. Бакнеш и поздрави до кого? Баба ми. До баба ти, браво, Магде, да си жива, здрава, аплауз за баба. А сега одиме да ги видиме овие мажиштава, завртете се кон камерите, двајца мажишта, ова е... Стефан. Стефани. Александар. Александар, здраво, Стефан, здраво. Како сте, добри сте? Добри? Стефан, да кажеме, пејачиш ли си ти? Не. А ти, Александар? Не. Шо сте вие двајцата за да знаат гледачиве? Танцери. Танчери, ти си, исто така? Да. Танчер. Како е да се танцува во Суперзвезда? Добро. Дали ви се допаѓа учителката? Да. Дали ви се допаѓа наставата? Да. Какви песни вежбавте? Македонско девојче. Значи таја вежбавте. Друга? Ролерки возиме. Ролерки возиме, понатаму. Дојдете на журка. Ако ги набројуваме, значи може до вечер така да правиме. Да. Договорено. Кажи ми, значи сега Стефан да те прашам. Како ти се допаѓа тебе во Суперзвезда? Многу убаво. Ќе продолжиш во танчер или ќе те правиме пејач годинава? Ќе продолжам во Ќе продолжиш злато, да, Суперзвезда е тука на дечињата да им ги исполнува нивните желби, значи сето тоа што тие го сакаат, ние сме тука да им го оствариме. Јас ви благодарам што сте дел од нашето денешно дружење. Како се поминувате денес? Многу убаво. Фала ви и на вас што дојавте, да сте живи и здрави. Ајде сега да ги поздравиме сите кои што не гледаат. Стефан, да им пратиме бакнежи на кого? На мајките, татковците, брачињата, сестричињата. А јас да се заблагодарам до нашите спонзори Вива Сокови и Swiss Lion, кои што со својот производ Чокобум и со Вива Сокчиња, со своите производи Чокобум и Вива Сокчиња, денеска ни направија нашата среќност да изгледа уште побоа. Ајде се враќаме сега да грицкаме малку Чокобум и да ги пиеме Вива Сокчињата, малку да одмориме, а потоа повторно ќе се вратиме овде во разговор со останатите дечиња кои беа дел од големиот спектакл Суперзвезда 2011. Тоа е се, почитувани гледачи, што Суперзвезда ви го подготви за оваа емисија. Се гледаме повторно продолжението од промоцијата на нашето DVD, ќе може да го гледате за 7 дена од сега. А до тогаш слушајте ги мама и тато и гледате Суперзвезда. Чао, поздрав и до гледање. Се гледаме за 7 дена. Чао.